Состојбата со коронавирусот во државата, а со тоа и во општината е сериозна, но се очекува дополнително влошување со оглед што влегуваме во најкритичниот период. Ова, меѓу другото, беше речено на работниот состанок на кризниот штаб на општина Кочани, со кој раководеше градоначалникот Николчо Илиев, при што се разгледуваа и актуелните состојби на локално ниво. Поради ваквата ситуација беше донесена одлука за затворање на повеќенаменските спортски игралишта, но и за дезинфекција на возилата на трите сообраќајни влеза во Кочани. Ваквиот предлог беше прифатен и од надлежните институции, оценувајќи оти тоа е една од мерките што може да придонесе вирусот да не се пренесе од соседните градови. Имаме законска можност да постапуваме, ама тоа е до 5 лица да не се собираат во група и повеќе. Значи, тоа е одлука на влада и таа одлука ние можеме да ја спроведуваме. Добро е, ако имате можност, како локална самоуправа, тие повеќенаменски игралишта привремено да бидат исклучени од употреба. Околу овие дезинфекција на возилата. Исто така мислам дека оваа работа е одлична и треба да се спроведува на влезовите во градот, особено од места, патниот правец кој доаѓа од Штип и Скопје. Ние имаме многу граѓани кои постојано, секојдневно патуваат до своите работни места до Штип па и Скопје и се враќаат. А со оглед дека веќе во Штип до вчерашна информација има дека имаме 14 потврдени случаи на COVID-19 и не се знае таму како ќе се одвива бројот на заболени, дали ќе се зголемува и така натаму. Сметам дека добро е барем на тој патен правец да има поставено дезинфекција на возилата. За почеток, ние во рамките на нашите надлежности можеме да дадеме асистенција за таа работа да се спроведува без проблеми, ама верувам дека во иднина тоа ќе самите граѓани и самите возила кои патуваат и така натаму ќе бидат навикнати едноставно да вршат дезинфекција. Градоначалникот Илиев направи пресек на досега преземаните мерки, при што нагласи дека навремената реакција со начини што овозможуваат социјална дистанца придонесува во општината да нема заразени од коронавирусот. При тоа, состојбата тој ја оцени како крајно сериозна и најави искористување на сите мерки за подршка на локалниот бизнис. Конфекциите веќе изработуваат маски од текстил, многу од нив и донираат доколку има потреба. Ке продолжи и помагањето со дезинфекција во производствените хали во приватниот сектор. Службите од Центарот за јавно здравје истакнаа дека термини за тестирање на коронавирус има и дека матичните лекари можат да резервираат. Исто така предупредија дека доаѓа период на поголема потреба од заштитни маски и визири, па граѓаните да не се расфрлаат и да не ги злоупотребуваат резервите од опрема и дезинфициенси што ги имаат набавено досега. Лекарите, кои се членови на кризниот штаб, упатија апел до граѓаните да не одат во болница, туку да добиваат упатства за натамошни постапки преку телефон.